Имајќи го во предвид став 1 од амандманот 18 на Уставот на Република Македонија, сметам дека Собранието го усвоило овој закон со недоволен број гласови од потребниот кој императивно го побарува овој амандман. Имено при донесувањето на овој закон, председателот на Собранието, како и останатите собраниски органи и служби, морале да го имаат во предвид фактот дека за да биде усвоен законот потребно е двотретинско мнозинство, гласови од вкупниот број пратеници, во кое мора да има и мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија, а не да биде усвоен со 69, што значи дека треба со 80 пратеника. Со усвоениот закон за јазици се врши промена и истиот е во спротивност со суштината или се деградира, се надминуваат рамките на амандманот 5 или поранешен член 7, кој што е во врска со амандманот 18, меѓутоа се врши и повреда на темелните вредности на Република Македонија, поточно член 8, алинеја 3 и алинеја 9. Или ако сакате да бидам појасен, тоа е владење на правото и локалната самоуправа. Дополнително при донесувањето на одлуката, Уставниот суд мора да го има во предвид и фактот дека законот не е потпишан од страна на председателот на Република Македонија и да постапи соодветно на досегашната практика, каде што голем број на други закони кои што не биле потпишани не влегле во сила. Исто така, мора да се има во предвид и фактот дека Собранието на Република Македонија при третото читање на законот воопшто не ги земало во предвид доставените забелешки од страна на председателот на Република Македонија, како и поднесените амандмани од страна на претениците во Собранието на Република Македонија. И уште еден факт дека е прекршен став 2 на членот 173 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, поради што од денот на усвојување на законот, значи напоменувам 11. јануари 2018 година, и неговото трето читање и усвојување на 14. март 2018 година, поминати се повеќе од 60 дена, иако Деловникот налага да помина 30 дена, што значи требало да има нова процедура и отпочнување на целокупната постапка од почеток. Со оглед на овие наведени неспорни факти, сметам дека е потребно Уставниот суд да ја усвои оваа поднесена иницијатива, потоа да постапи согласно член 71 алинеја 1 од Деловникот за работа на Уставниот суд, односно да донесе решение за поведување на постапка за оценување на уставност на законот. И на крајот, со оглед на фактот дека се работи за закон со чие што имплементирање можат да настанат несогледливи и тешко отстранливи последици, согласно член 27 од Деловникот за работа на Уставниот суд, барам при постапувањето судот до донесување на конечна одлука по иницијативата да донесе решение за запирање на извршување на поединечните акти или действија кои произлегуваат или се превземаат врз основа на законот кој што е објавен, се со цел за да подосна не настанат несогледливи последици кои што не можат да бидат отстранети.